Во тоа соопштение бараме експлицитно повлекување на двата закони, од кои што едниот е веќе во собрание, тоа е законот за измена во матична евиденција и вториот е предлог законот за родова еднаквост, кој што на некој начин се подготвува да влезе, заради тоа што веќе е втор пат ширум државата се организира јавни дебати во однос на законот и покрај сериозното спротивставување и сосем аргументираните забелешки за содржината на двата закони, како црква имаме впечаток дека се инсистира да се продолжи постапката и законите да станат официјални формални законски решенија во нашето општество со целокупната нивна содржина. Сакам да потенцирам дека овој собир кој што го организира Македонската православна црква не е насочен против никого. Туку е насочен исклучиво против содржината на овие предлог закони. Ние образложивме во повеќе наврати и во самото соопштение, експлицитно изразуваме протест против новиот контекст што му се дава на поимот род, против родовата компонента која што е застапена во предлог законот за родова еднаквост и се користи, се злоупотребува на уште поексплицитен начин во предлог законот за матична евиденција кој што предвидува промена на ознака за пол при изјава која што би се базирала на субјективни и индивидуални чувства на поединецот. Ја користам оваа можност да го повикаме дополнително народот за присуство, заради тоа што изразот на црквата, овој протестен рефлекс што црквата го пројавува, сосема погрешно се интерпретира во јавноста, анализирајќи се и преципирајќи се црквата единствено како институција. Црквата е многу повеќе од тоа. Црквата е жив организам, составен од конкретни луѓе, од заедница која што има вредносен систем, има систем на вредности, и тој систем на вредности е апсолутен контраст, апсолутно спротивен на она што ни го нудат и што се закануваат да го донесат овие два предлог закони во нашето општество, но и во црквата. Повеќе пати имаме напоменато дека сметаме дека овие закони сериозно ќе го загрозат нашето право на вероисповест, да ја проповедаме, да исповедаме верата, заради тоа што не само што ќе се редефинира целокупното општество, туку ќе се ограничи слободата на говор со оној член кој што се однесува на родово сензитивниот јазик. За крај, покрај повикот на народот да присуствува на овој собир, би сакал да кажам дека ние како црква се оградуваме однапред од било каква злоупотреба во некакви своји цели на овој собир, на овој протест. Протестот е насочен исклучиво против содржината на овие закони. Не поддржуваме никаков говор на омрза, никакво скандирање и повикуваме на мирни протести.